Веќе ви најавив утринава, ова утро на линку имаме градоначалникот на општина Аеродром, Ивана ќе разговара со него околу нови комунални услуги кои што ќе ги има општина Аеродром. Ивана, јас уште утринава реков да се множат, затоа што уште како ни се потребни такви комунални услуги, но за кои и какви ќе бидат тие, претпоставувам дека ќе каже самиот градоначалник. Добро утро и повеле, Ивана. Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро до сите гледачи на утринската програма на Алфа телевизија. Да се множат ваквите активности, ваквите услуги кои што ги нуди општината, но и ќе кажеме да биде пример општината Аеродром за сите останати општини да го превземат, да ги превземат овие мерки за кои што ќе зборуваме ние ова утро, а тоа се нови комунални услуги лесно достапни за граѓаните на општината Аеродром. Сите сме сведоци дека често гледаме околу контејнерите оставено шут и отпад, односно благодарение на несовесните граѓани кои што не ги викаат службите кои што се задолжени за тоа, за да го одложат отпадот на депонија, и ги гледаме често како шутот и отпадот завршуваат близу до контејнерите или пак на зелените површини. Токму за тоа општина Аеродром ја направи оваа услуга лесно достапна за сите граѓани на општината, за која што повеќе ќе да знаеме ова утро од градоначалникот на општина Аеродром. Дејан, ќе ви посакам добро и убаво утро, градоначалник. За што станува збороиве, што опфаќа се оваа мерка, односно оваа нова услуга која што ја нуди општината Аеродром? Пред се добро утро и поздрав до гледачите на ТВ Алфа и утринската програма. Да, благодарам за прашањето. Ова е една нова услуга која што како општина ја воведовме, имајќи го предвид минатото искуство и начинот на кој што еден мал дел несовесни граѓани постапуваат со отпадот, односно градежниот шут, кабастиот отпад, не поттикна да размислуваме и да бараме едно ново решение на кој начин можеме да ја подобриме ситуацијата, водејќи се од тој принцип и од принципот на заштита на животната средина. Формиравме во рамки на јавното предпријатие на нова услуга која што ќе им ја даваме на аеродромци, а тоа е преземање и транспорт на нивниот отпад, дали е градежен шут, дали е кабаст отпад од пред зграда, односно нивниот двор до депонија Дрисла, со која што имаме исклучено веќе и договор како општина за одлагање на отпад. Покрај оваа услуга нудиме уште еден друг вид на услуги, а тоа е одржување на зеленило, чистење на приватни површини од шут, косење на високо израсната трева, и како услуги може да бидат или на барање на граѓаните или по задолжение од страна на инспекцијските служби, при што доколку не остане некој парче неуредено зеленило, ќе може инспекторот да го задолжи јавното предпријатие на трошок на сопственикот на земјиштето да изврши уредување. Така што ова е еден спектар на услуги кои што ќе ги нудиме на аеродромци по лесно достапни цени. Не е целта да јавното предпријатие прави заработка од ова, целта е да ја заштитиме животната средина и неубави слики од шут, од отпад кои што се појавуваат на разни локации, веќе да бидат минати. Да, и се надеваме на поздрава и позелена животна средина, благодарение на оваа услуга. Оно што знам дека многу ги интересира граѓаните сега колку ќе ги чини ова за да и како ќе можат да добијат оваа услуга, односно на кој начин ќе може да го исконтактираат комуналното предпријатие доколку има потребно да се собере отпад или пак да се исчисти шутот. Да, веќе на социјалните мрежи, на веб страната на општината и преку вас медиумите се објавени телефони и мејл адреса за контакт на кој што ќе можат граѓаните да исконтактираат со службите и да закажат термин согласно нивните потреби секој работен ден од 8 до 15 часот да пристигне возило и да го преземе отпадот од локација која што ќе биде договорена заедно со граѓаните. Цената на одлагање на отпад на 5 кубика отпад или 1800 килограми е символични, изнесо 1500 денари. Тоа се трошоците кои што ги имаме како општина према депонијата Дрисла, имајќи предвид дека користиме наши работници кои што веќе се ангажирани, наша механизација која што ја поседуваме, го наплаќаме само трошокот за одлагање на отпадот во депонијата Дрисла и споредбено со пазарните цени кои што ги нудат
луѓето кои што вршат вакви услуги, ја верувам дека оваа услуга е за 50% поевтина и подостапна за граѓаните. Јас лично од искуство, од скоро искуство ќе кажам дека да, за 50% точно е поевтина услугата нели која што комуналното претпријатие на општина Аеродром ќе ја нуди за сите граѓани со цел нели за поздрава и позелена општина Аеродром, но очекувате ли дека ќе се подигне свеста на овој начин кај граѓаните на оваа општина да не го одлагаат шутот и отпадот на секаде околу каде ќе стигнат буквално, дали околу контејнерите или на зелени површини, буквално колку нели само да си го исчистат домот, па не е битно мене дома да ми е чисто, но надвор нека биде валкано. Надвор е на сите и мислам дека сите заедно треба да се грижиме за околината и да ни биде поубава на сите нас како место за живење. Како општина постојано апелираме да се подигне свеста во однос на заштита и чување на животната средина, за да успееме да ја подигнеме свеста и да превенираме понатамошно уништување на животната средина. Ние како општина мора прво да понудиме можности, односно услуги на граѓаните, па потоа да делуваме превентивно. Покрај апелите кои што ги имаме, морам да кажам дека се интензивирани и инспекцијските контроли. Инспекцијските служби на општината се постојано на терен и можам да кажам дека во изминатиот период успеавме да фатиме многу прекршители кои што непрописно одлагаат отпад, дали се физички лица или правни лица кои што се казнети, и сметаме дека и на тој начин ќе делуваме превентивно према сите оние несовесни прекршители, се со цел отпадот да не го одлагаат на несоодветни локации за тоа. Да, потребно е нели некогаш инспекторите да делуваат, доколку некој се казне, верувам дека повтор пат нема да го направи истото дело, но еве како и на овој начин сепак луѓето да бидат свесни, односно има ли доволно инспектори во општината кои што можат да циркулираат насекаде околу општината за да ги следат сите оние, да ги речеме, лоши луѓе кои што ја загадуваат средината? Доволно никогаш од инспектори, имајќи предвид дека станува збор за голема територија која што не може реално да се покрие 24 часа во текот на 7 дена, односно во текот на една недела. Меѓутоа морам да кажам дека свеста кај граѓаните се крева и е издигната на повисоко ниво и добиваме многу пријави изминатиот период од совесни, односно загрижени граѓани кои што пријавуваат прекршители на вакви прекршоци, односно сторители на вакви прекршоци, со што ја олеснува работата на инспекторите и можат многу полесно и поедноставно да делуваат, односно да го утврдат прекршителот и соодветно да постапат со него. Така што соработката со граѓаните, односно помошта која што добиваме од граѓаните е многу значена и многу олеснува нашата работа. Да, навистина е за поздрав. Ова е нова услуга на комуналното претпријатие на општина Аеродром. Верувам дека и вие очекувате дека ќе биде почиста и позелена на општината. Велат не може да се исчисти колку некој што може да извлека, па така колку и да имате нели вработено луѓе во комуналното претпријатие, доколку некој постојано валка и го остава отпадот нели на секаде, не може да се исчисти, но се надевам дека ќе биде сега општина Аеродром почиста и ќе биде позелена и поздрава животната средина со оваа ваша нова услуга која што ја направивте за прв пат во градот Скопје, која што треба да биде пример и за останатите општини. Се надевам дека останатите општини ќе ја следат согласно нивните можности ова пракса. Една од нашите заложби е постојано чиста и зелена општина Аеродром и постојано работиме во насока на исполнување на оваа заложба и преку иновативни методи и преку воведување на нови услуги кои што ќе може аеродромци да ги користат, и се надевам дека за многу скоро од сега дека ќе имаме успех во оваа работа. И ние се надеваме истото и сакаме да се постигне истото, и како што спомена мојата колешка Искра, да се множат ваквите услуги, заедно за убаво, па и понатаму нели да ги следиме нели вашите активности со цел да имаме поздрава животна средина, тоа што сите го сакаме. Нели ви благодарам, градоначалник на Одвоеното време. Ви благодарам и на вас и поздрав до гледачите на Утринска телевизија.
Да, ќе ве поздравиме Искра од општината Аеродром. Верувам дека аеродромци се задоволни со оваа нова комунална услуга која што е за прв пат во градот Скопје, односно под општините од градот Скопје, каде што аеродромци ќе можат и без 1500 денари, доколку реновираат дома, доколку имаат насобрано шут и отпад или кабаст отпад, како што спомена градоначалникот, да се јават во комуналното предпријатие на општина Аеродром и да им го земат буквално од пред влез или од дворот отпадот кој што не им е потребен, а тој ќе заврши секако на соодветно место, односно на лиценцираната депонија Дрисла, која што ни е единствена од ваков тип во градот Скопје. Ти благодарам многу, Ива, на тебе, секако и на градоначалникот, за овие исцрпни информации. Добро е да се знае каде може да се обратат граѓаните. Оваа услуга, значи сега, односно овие услуги се достапни, сега останува на нашата совест. Така да се јавиме и да ги испочитуваме истите. Се надевам дека и другите општини ќе препишат или ќе прекопираат од овие услуги на град држава Аеродром.